Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, деновиве стана практика да се разбудиме со нови огласи за вработување, од кои некои траат дури и по 3 дена. А за 3 дена не може да го види огласот дури ни оној за кого го склопили. За непотизмот кој владее во редовите на СДСМ општинска организација Кочани не сакам ни да говорам. На ден 18.11.2020 година Општинското основно училиште Никола Карев Кочани распиша јавен оглас за избор на наставен кадар на определено работно време до крајот на учебната 2020-2021 година. Доколку детално се разгледа јавниот оглас, подреден број 8, се бара, цитирам, наставник по музичко образование, хор и оркестар со пол фонд на часови, 20 наставни часови неделно, со нето плата од 24.761 дена. Истиот оглас АВРМ подрачна единица Кочани го внесува во својот систем и во графата побарува високо стручно образование. Истиот оглас АВРМ подрачна единица Кочани го внесува својот систем и во графата за потребна квалификација не побарува како што е јавниот оглас, туку тендициозно побарува високо стручно образование, образовен профил, дипломиран флейтист. Наместо образовниот профил да биде распишено за лице кое завршило студии по музичка уметност, одел за музичка теорија и педагогија со 7/7 степен или 240 ЕКТС, или студии по музичка уметност други одели 7/7 степен или 240 ЕКТС и со стекната педагошка, психолошка и методовска подготовка на акредитираната високо образовна установа. Дали ова е прекрашување на Законот за работни односи и на Законот за основното образование? Дали сопругите на партиските функционери се во предност или некаде ние правиме пропуст? По некоја случајност, ваков профил со вакво високо образование е брачниот другар на советникот во општина Кочани од редовите на СДСМ, Ѓорги Алексов. Колку флейтисти има во Кочани? Што станува со останатите кои се наставници по музичко образование, а од старт се дискриминирани? Го повикуваме Државниот просветен инспекторат и Државниот инспекторат за труд детално да ја провери работата на Општинското основно училиште Никола Карев Кочани, како и работата на Агенцијата за вработување на Република Македонија подрачна единица Кочани. Дали се е според законските процедури и правила на двете институции? Сведоци сме на секојдневни злоупотреби завиткани во тенката законска обланда, ама толку провидни и толку на грбот на даночните обврзници, тоест на граѓаните, што станува дегутантно. Како ќе се извините на граѓаните за непотизмот? Може би директорот на ова основно училиште бара флейтист за училишниот оркестар и хор. Има ли таква нешто? Продолжува згрижувањето на партиската војска на СДСМ во општинските институции во Кочани. Продолжува хаосот и безредието. Запамтете дека еден ден за се ќе одговарате.